Се разгорува битката за титулата во првата лига. Вардар и Шкенди израмнети на врвот со по 58 бодови, а сега и Струга Тремлум фати приклучок во борбата за титулата, бидејќи Стружани имаат минус 5 бодови од водечките две екипи. Шкендија со минимални 0-1 славеше над Македонија Ѓорче Петров, а пак Вардар загуби во гостивар од Арсими со 1-0, а Струга со 0-2 го доби Пелистер и му пресуди на тренерот Милан Стојановски, кој си поднесе оставка, а на негово место веднаш клубот го назначи Маријан Секуловски, кој е проверено име и кој во минатото го водил Пелистер, а сега имаше функцијата координатор во младинските категории во битолскиот тим. Силекс влезе во резултатска криза откако загуби од Работнички со 2-0, но тимот од Кратово и натаму на четвртото место со 40 бодови, но веќе Тиквеш стигна на минус 4 бода од Силекс, откако кавадарчани со 6-1 ја торпедира Брејара Струмица. Тама се мислеше дека Шкупе ќе стигне до прва сезонска победа откако на вчерашниот меч во Куманово со 2-0 водеше против Башкими и имаш играч повеќе, тоа не се покажа како доволно. Башкими со 3 брзи гола ги постави конечните 2-3. Сега Башкими е 6 со 35 бодови, со Тиквеш делуваат сигурно во борбата за директен опстанок, а пак Арсими изби на 7-то место со 29 бодови. Брејара Струмица заврши во бара зоната со 28 бодови, а со 23 бодови на 9-то место е Македонија Ѓорче Петров. Во зоната за директно испаѓање со по 22 бодови. На 10-то место се израмнија Пелистер и Работнички, а дното е Шкупи со 1 бод и тимот од Чајр единствениот во Европа што нема триумф и веќе станало јасно дека од следната сезона ќе игра во втора лига.